Преосвещенство, епископе Делчевско-Каменички, господин Марко, голема чест, а уште поголема радост ни направивте што денеска начртувавте на оваа божествена литургија, на која верниот народ со желба да учествува во заедницата на која вие начртувавте дојде. И многу ви благодарам и за тоа што ни укажавте на сите дека поважно е доаѓањето на литургијата, отколку вчера на вечерната служба каде беше преполно и дворот на манастирот, ама и денеска во импозантен број преполна и црквата, дојдени се луѓето да му заблагодарат со вашето нашалствување на Бога и да му принесиме сите заеднички безкрвна жртва. Ви благодариме за тоа што за душа полезното слово кое ни го одржавте на оваа божествена литургија, на која не поучивте и ни дадовте смерница каде и кон кој пат да се движиме во животот. Затоа што многу е важно еден пастироначалник да даде смерници. Не може би сите да ги однесе на вистинското пасиште, како што Христос не носи сите нас, не става како изгубена овца на неговите рамена, но и епископот е во негова служба, тоа го прави и со збор и со дело и ви благодариме што вие така постапувате, како грижлив пастироначалник, дојдовте да ни покажите пример како се води стадото Христово кон спасение и кон вечен живот. Во оваа епархија, која, како што гледате и знаете и претходно, можеби немаме услови материјални, но затоа имаме духовни услови. Овој народ сите знае да ги почитува кои го почитуваат Бога. А што треба повеќе од тоа? Значи, ако сме свесни за тоа дека епископот и свештениците треба да го почитуваат Бога, народот знае тоа да го препознае. И од името на тој народ вас ви благодарам што дојдовте овде на овој манастир посветен на Светиот Петар и Павел, да ни осветите преку светените дарови кои ги осветите, да не поучите со Словото и да ни дадете пример како и кон каде се движиме во животот. Господ нека ви даде радост, нека ви даде се најдобро, особено овие првоврховни апостоли на кои искрено им служите и во нивната служба се собираме сите, да ни бидете водител во таа служба и да ни ги отворате сите пори на Евангелието Христово, со кое живеете и со кое го можете да го предавате. Ви благодарим. Ваше високо преосвещенство, радоста е обострана и секогаш била и секогаш ќе биде кога ќе не повикате вака братолюбиво да учествуваме во вашата радост овде, во овој манастир прекрасен, можам да кажам, да учествуваме во вашата радост и празнување и да ја зголемиме секако радоста и љубовта меѓусебна. Господ ве подари овде во оваа епархија како искусен пастиреначалник и не само искуството ваше, овде гледаме дека овде во оваа епархија животот духовен бил и пред тоа, а тоа го сведочи и големиот број верници кои се причестија со телото и крвта Христови, кои знаат зошто има дојдено овде, зошто присуствуваат
на литургијата и каде се движат. Затоа мислам дека имате доста и работа, но имате и олеснета работа со ваков народ кој знае каде се движи. Вие, ваше високо преосвештенство, не само што сте пример за духовна величина сега, туку и вашето претходно искуство и вашиот труд кој го вложувате покрај сите искушенија кои ги трпите, сте мотивација и инспирација и за нас, епископите, кои што сме и помлади и кои што мислиме дека физички повеќе можеме да направиме, но гледаме дека вашиот труд и љубовта кон Христа, која ве краси од младоста ваша, сега доаѓа до полн израз, сведочејќи го Христа во сите искушенија, и вашиот труд не е незабележан од многумина. Вашиот труд ќе вроди со плод и веќе раѓа плодови, но сигурно како светите апостоли што оставија наследство на наредните генерации во примерот, во трудолюбивоста, во љубовта кон Христа, така и вие, угледувајќи се на овие првоврховни апостоли, ќе оставите големо духовно наследство и овде во епархијата и во целата наша помесна Македонска православна црква за поука и на наредните генерации, а се додека сме овде, додека Господ не повика да се представиме пред Него, секогаш ќе ни биде радост и огромна благослов да дојдеме и да ви и сослужуваме. Еве денеска благословивте јас да началствувам, но секогаш сум радостен и кога ќе ви сослужувам на вашето високо преосвештенство и да учам секако од вашето искуство литургиско и духовно. Господ нека ви подари крепко здравие, нека ве благослови и целиот овој народ кој денеска се собра овде да ги прослави светите првоврховни апостоли, нека Господ ги благослови и секогаш во радост да се собираме, и не само овде, да ни дојдете и во Делчевско-Каменичката епархија, и таму да заедничареме со Христа, и таму да се причестиме и да го наследуваме Царството Небесно, кое го очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите на вековите. Амин.